На ова прашање со тестирање на сигурносните системи за препознавање на пешаци одговори Американската автомобилска асоциација. А одговорот никому нема да му се допадне, ниту на производителите на возила, ниту на возачите. За пешаците воопшто да не зборуваме, бидејќи се покажа дека овие системи не се толку ефикасни колку што се мисли. Беа тестирани 4 возила во неколку реални ситуации кои се случуваат во секојдневниот сообраќај. Една од нив е кога возило кое врти десно налетува на пешак. Резултатите покажаа дека во вакво симулирано сценарио системите воопшто не реагираат, удирајќи ја секогаш куклата што имаше улога на пешак. Лошо, во 80% случаи поминуваат и две лица кои стојат на патот свртени со грб кон автомобилот што им се приближува. Алармантни се и 89% од ситуациите кога дете ќе истрча меѓу две паркирани возила, додека најдобри шанси да помине без последици има пешакот кој ќе му го пресече патот на автомобилот. Не само дење, во овој случај системите го избегнаа сударот во 40% случаи при помали брзини, додека при поголеми процентот паѓа. Ноќе пак ниту еден од системите не реагираше на пешакот. Финалниот заклучок на Американската автомобилска асоциација е дека овие системи работат конзистентно, додека ноќе се покажале целосно неефикасни. Затоа секогаш треба да се гледа и лево и десно, било да сте пешак или возач. Според црната статистика, на американските патишта лани имаат загинато 6227 пешаци.